сме 99%. Емисија која е посветена на изнаоѓање и прикажување пред се на ставовите на нашите граѓани, она како тие интимно се чувствуваат по однос на сите прашања кои што нив ги тангираат. Во 99% и денес имаме подготвено една интересна тема, можеби малку поспецифична, меѓутоа тоа е она, како што и моите гости верувам ќе ви кажат, тоа е иднината која што не очекува сите нас. Денес ќе разговараме за тоа дали македонските компании, односно стартап компании од IT секторот имаат иднина не само во државава, туку и на глобални рамки. На оваа тема ќе разговараме со Јасна Тренгоска, која што е коосновач и организатор на CodeFest, маратонот во програмирање, и Христијан Стојановски, кој што е учесник пред се на CodeFest маратонот, меѓутоа и ќе видите и сами еден од членовите од тимот кој што има многу потенцијал да постигне со она кое тие како апликација го изработија на овој маратон. Дечки, добре дојдовте најпрво во телевизијата ВМ. Благодариме за поканата. Ќе разговараме за стартап компаниите. Сега обично се случува да луѓето кога ќе им споменете стартап компанија, тие веднаш некако да ја поврзат, да го поврзат тој збор, тој поим со информатичката технологија. Зошто е тоа така? Мислам дека претежно тоа е така поради тоа што информатичката технологија завзема се поголема експанзија доживува, не само кај нас, туку и во светски рамки. И веројатно поради тоа што голем дел од идеите и проектите на младите луѓе се поврзани на некој начин со технологија, дали како примарна дејност технологијата во таа стартап компанија или како секундарна, многу пати токму како што кажа зборот стартап го поврзуваат со технолошки стартапи и покрај тоа што стартап, и самиот збор кажува значи почетник или млад бизнис, што воопшто нема директен линк исклучиво само со технологијата. Така. Информатичките технологии спаѓаат во секторите кои што секојдневно, значи нудат нови идеи, нови решенија и зависат, значи и од креативноста и од одлучноста на тимот кој што работи на одредено решение и зависи од тоа и зависи успехот, нивната одлучност и нивната посветеност, колку време ќе одвојат и колку посветено ќе работат на нивниот производ. Ако имаме толкав број на стартапи кои што пред се работат токму во секторот на информатички технологии, тогаш како да се успее и да се биде конкурентен покрај толкава број на стартапи токму во информатичките технологии? Јас мислам дека прво треба да се има добра идеја за стартап. Идејата да решава некој стварно релевантен проблем, што луѓето ќе се пронајдат во таа идеја, во решението и ќе речат баш е ова тоа што мене ми треба. И после многу е битно тимот што ќе помогне за таа идеја да се реализира. Како тоа ќе прерасне во бизнис идеја, дали е тимот соодветно компетентен да го турка до крај тој продукт. И сите тие чекори мислам дека влијаат дали ќе бидете еден стартап успешен или не. Така. Се случува, оригиналноста секогаш е услов број 1 се чини, меѓутоа покрај толкавав број на стартапи, покрај толку идеи, некои мора едноставно да личат едни на други. Како да се зачува или да се биде оригинален и да се понуди нешто ново на толкав еден пазар? Мислам дека мора да постои конкурентност, односно мора едни идеи да личат на други. Еве на светско ниво земено покрај постоењето на Skype, имплицираше дека доколку зборуваме за оригиналност, немаше да се создадат Viber и WhatsApp како некој алтернатива на Skype. Меѓутоа и двете стана успешни, и двете си добија своја база на корисници. Значи, од една страна конкурентност да, од друга страна како би се задржала оригиналноста. Мислам дека тука важни се малите детали. Значи, нормално на годишно ниво во светот се формираат илјадници стартапи. Околу само 10% од сите стартапи што се формираат во светот на годишно ниво успеваат да преживеат, да ја преживеат првата фаза.
меѓутоа токму тие мали детали, мали features како што ги нарекуваме, функционалности кои што еден стартап со својот продукт ги нуди, се тие што ќе ги натераат корисниците да се задржат на користење на тој продукт, односно да не бараат друг продукт, односно да не станат нечи друг клиент. Значи, мислам дека токму во тие мали ситници кои што навидом делуваат неважни, токму тука се кријат во голема мера причините поради кои што едни стартапи успеваат повеќе од други. Јас тука би додал дека и конкуренцијата е добра во нашава струка, бидејќи ако продуктот више постои, значи луѓето го бараат и го сакаат. Ако ние сакаме да стартуваме некој стартап и имаме сличен продукт на пазарот, ние имаме предност бидејќи можеме да видиме кои се маните и недостатоците на тој продукт и тоа да го примениме кај нас. Сега, дури ако ја постигнете таа оригиналност, која што иновативност, која што секако дека е еден од главните предуслови за да имате било какви шанси да успеете на пазарот, ќе направите некоја апликација, можеби ќе направите некое хардверско решение, ќе понудите нешто ново на пазарот, меѓутоа откако тој продукт ќе стане достапен, во истиот момент вие се наоѓате буквално во море од ајкули кои што сакаат безмилосно да ве изедат. Како да се изборите со таа конкуренција? Користејќи ги при тоа секако и придобивките нормално кои што конкуренцијата, здравата конкуренција ги носи. Мислам дека тука во голема мера е битен маркетингот, односно нели како ќе се представи продуктот и колку тоа представување ќе биде видливо на глобално ниво. Битно е да се скрене вниманието на медиумите, макар што во последно време барем светските медиуми кои што се фокусираат на стартапи повеќе одат кон тоа пишување приказни за стартап компании, отколку правење класичен пиар на стартапите. Значи, доколку стартапот како стартап има интересна приказна, автоматски го привлекува вниманието на медиумите. Значи, постои некаква потреба или побарувачка и на светско и на државно ниво за одредени технологии кои што се важни да се имплементираат во одреден сектор. Тука би се надоврзала на оно што го спомна Христијан, нели битно е да се има конкуренција, здраво е да се има конкуренција. Тоа на некој начин ви кажува дека правите нешто што е потребно, правите нешто во вистинската насока. Нели после толку години експанзија на технологијата, многу ретко можеме да зборуваме за нешто тотално невидено, тотално неповрзано со ништо претходно што постоело, кое што би било следниот Facebook. Да, такви решенија постојат, ги нарекуваат unicorns, еднорози, бидејќи се толку ретки колку што се и unicorns. Христијан? Јас сакам да кажам исто кога се трудиме да се пробиеме во бизнис секторот со некоја оригинална идеја или оригинален стартап, имаме оние страни што не поддржуваат и оние страни што гледаат критички и што мислат дека нема да успееме. Јас мислам дека клучот е малку да направиме да преовладуваат тие што не поддржуваат повеќе од колку тие што не критикуваат. И мислам дека тоа ќе имам успешна приказна. Обично за стартапите важи она дека барем статистиките така велат дека ајде сега не ме држете за процентот, меѓутоа дека многу мал процент од оние кои што ќе се основаат успеваат да ги пребродат првите 2 години од нивното постоење. Зошто е тоа така? Тоа е така поради повеќе причини. Прво би ја издвоила кохезивноста на тимот, односно синергијата во тимот. Многу инвеститори кои што инвестираат во стартапи токму во рана фаза на развој, повеќе ги интересира колку тимот како тим има синергија, споделува синергија меѓу членовите и колку имаат тие индивидуални вештини и способности да придонесат кон тој стартап, односно кон тој продукт или таа идеја. Идејата како идеја или првичниот продукт често пати не ја задржува почетната форма до самиот крај. Тоа во стартап светот го нарекуваат пивотинг, што значи можеби истиот тим ќе развие 5, 10, 15 идеи, од кои што една ќе е успешна и таа една ќе е таа што ќе ги преживее првите 2 години, ќе добие почетна инвестиција. Меѓутоа, доколку тимот како тим функционира како што треба, мислам дека тоа е клучната алка токму на почетокот на основањето на стартапот. Обично важи или барем важеше
до пред извесен период дека стартапите тешко доаѓаат до финансии, односно финансиска поддршка како би започнале со тој почетен бизнис, ајде на македонски. Од тука веројатно нормален след на прашањата е колку добиваат финансиска поддршка македонските стартап компании, не само институционална, туку и од бизнис секторот кој што реално и се тие кои што треба да инвестираат во новите идеи. Јас мислам дека кај нас постојат поддржувачи и постојат овие инвеститори, како од бизнис секторот, така и од државата. Но очигледен е онај јас што го има меѓу студентите кои сакаат да основаат стартап и тие кои сакаат да ги поддржуваат. Мислам дека тоа најмногу кај нас фали тоа поврзување. И баш е котвест тоа што нас ни го овозможува, ќе зборуваме за тоа покасно. Така, јасно? Така би се надоврзала тука. Обично првото финансирање е најтешкото. Доколку стартапот го преживее првото финансирање, доколку првиот инвеститор на стартапот го добие, кој што и најмногу ризикува со инвестирањето, го добие тој return of investment, после тоа следните инвестиции одат многу полесно, бидејќи стартапот веќе има некое портфолио или некоја репутација на стартап во кој што вреди да се инвестира. Сега тука е проблемот како баш на почеток кога и најмногу финансии им требаат на стартапите, како да дојдат до нив. Обично тука барем на запад или во поразвиените земји се оди прво на принципот, нели, финансирање минимално од сопствен буџет, финансирање, добивање на финансиска поддршка од роднини, пријатели, баби, дедовци, чичковци и така натаму, кои што сакаат на почеток, нели, да ги поддржат членовите на тимот. Потоа се оди во следна фаза, откако веќе ќе имаат некој минимално корисен продукт, нели, токму потоа се оди на учество на стартап настани, презентирање на продуктот на некоја си демо верзија и барање на инвеститор. И сега на прашањето колку во Македонија тоа е достапно, има обиди да се прави нешто, не би го негирала тоа, значи во последниве неколку години се отворија неколку инкубатори, акцелератори кои што работат со стартапи. Работат не само со инвестирање директно финансиско, туку и со менторска поддршка и со консултантска поддршка. Нели се формираше и фондот за иновации кој што е државен. Тука би рекла да, има некои дупки се уште. Значи, она што го спомна Кристијан, како комуницираат, како доаѓаат до стартапите што сакаат да се формираат. Мислам дека тука првичниот проблем кај нас е што уште сме на некое пониско ниво на развој општо земено, а од друга страна носиме програми акцелераторски лиценцирани од странство или создадени во Македонија, кои што се создадени за едно малку повисоко ниво на развој на стартапите, кои што нашите стартапи се уште не го достигнале. И можеби токму тука е тој празен простор во кој што се создава, нели? Така, не може да го прескокне тоа скалило. Да, точно. Така. Христијан спомена јасно, најтежок е првиот првата финансиска инекција, првата финансиска помош или поддршка која што еден стартап би ја добил за да тргне работата, што би кажале ние народски. Како тогаш вие да го убедите клиентот, бизнисменот, дека да, нашиот продукт е тој во кој што вие треба да инвестирате, затоа што ви ветуваме, не знам каков профит во иднина? Генерално, овие што финансираат инвеститорите, тие гледаат нешто да има развиено, више да видат дека функционира и тоа многу лесно се одлучуваат да го финансираат и да го направат нешто големо. Баш тука е тој проблем што ако немате ништо, а имате само идеја, како да го убедите инвеститорот да ве поддржи? Тука мислам се многу корисни овие настани каде што имаат надпреварувачки дух, каде што ни даваат можност барем малку да презентираме некаков прототип од нашата идеја. И исто така многу е значајно тоа да имаме некоја бизнис идеја и добро испланирана замисла, да можеме да му ја доловиме сликата или она што мислиме дека нашата идеја ќе биде во иднина, па за да инвеститорот се реши да не поддржи.
Така. Македонија не е сиромашна со стартап компании, иако веројатно доцниме зад нашите соседи кои што се малку поразвиени од нас. Не знам, ајде, ќе ги споменам HSense на Јасна, ќе ги споменам не знам, iVote, МК, ќе ги споменам, ајде, мора да се подсетам тука, Vulpi, Tesseract Interactive, значи ги има, постојат, меѓутоа се уште се доцни зад нашите соседи. Зошто е тоа доцнење? Мислам дека тоа е поради тоа што тој пристап до финансии некако касно се активираше разговорот како активен разговор за пристап до финансии кај нас. Тие стартапи кои што ги спомена и многу други кои што уште неколку години наназад започнаа да работат и веќе имаа своји апликации на пазарот, ги нудеа на клиенти, претежно на странски клиенти, веројатно го изодија најтранливиот и најтешкиот пат, бидејќи тогаш во Македонија се уште на многу минимално ниво се зборуваше за инвестиции во стартапи и за самиот поим стартап. Само во последниве 2-3 години можам да речам дека малку поактивно се превземаат чекори. Дел од стартапите кои што првично се формираа пред 5-6-7 години успешно работат, меѓутоа има и таков дел кој што се откажа или ја намалија својата активност токму поради тоа. Кристијан? Па јас мислам дека сега сме сведоци дека има подем во македонската стартап сцена. Се случуваат настани кои се трудат да го подигнат нивото дека е потребно да се инвестираат во стартап, пошто на светско ниво можеме да видиме дека стартапите се главна водечка сила во многу сектори. И мислам дека оние што више како стартапот од Јасна, HSense, ни се на нас надежните студенти што мислиме да основаме стартап, она како мотивација дека и кај нас може да успее нештото и само треба да се потрудиме. Така, ајде следното прашање, колкава е таа соработка или колкава е потребата од соработка помеѓу стартапите кои што се веќе основани и кои што горе-долу успеале да ги поминат тие тешки години први кои што се тешки веројатно за сите стартап компании со оние кои што сега почнуваат или пак планираат да започнат со некој таков бизнис? Потребата за мрежување и за комуникација е огромна. Пред се би кажал заради најглавната причина според мене мотивацијата. Многу е мотивирачки кога ќе видиш некој што имал слична визија како тебе и успеал во нешто, тој више стигнал неколку чекори пред тебе и кога се споредуваш добиваш едноставно огромна мотивација и ти да вложиш труд, да се форсираш и да постигнеш нешто. Следно би го кажал тоа што тие поминале можеби низ повеќе пречки во развојот и може да ни кажат оние мали трикови што ние треба да ги примениме за да успееме. Така. Вие и двајцата на овој или на онај начин сте дел од Codefest маратонот. Програмерски се извинувам маратон, за кој што јас мора да ве пофалам. Јас 4 години го следам професионално Codefest и искрено ова последна 4-та година на вистина имаше некој светски призвук. И тоа не имињата кои што беа како гости или како скаути тука дојдени за да бараат таленти како Христијан. Па од тука прашањето ми е колку ваквите настани како Codefest или слични настани кои што за среќа ги имаме во државава можат да придонесат токму во тоа развивање на некои нови оригинални идеи кои што чекаат момент за реализација. Да, прво ти благодарам за убавото мислење за Codefest. Мило ми е што беше дел од сите 4 години на настанот. Настани како Codefest, еве конкретно нашата мотивација зошто Codefest продолживме да го организираме, беше токму поради тоа што од нашето лично искуство со HSense го изодивме еднаш тој пат. Го изодивме веројатно на потренливиот начин. Тие работи кои што сега на дланка им ги сервираме на учесниците на маратонот, ни требаа години за да ги научиме пешки, да речам. Сега ги учат во некои си 32 часа, голем дел од тие работи. А нели имаат понатаму можности преку наградите и преку комуникацијата со менторите да продолжат директно да учат. Мислам дека тоа е нешто што на еден тим што допрва сака да основа свој стартап и да стане бизнис профитабилен, мислам дека е многу важно.
Токму поради тоа одлучивме да го задржиме нивото на Codefest, нели да работиме само со студенти и ученици, бидејќи се искрено едни од најиновативните и најкреативните групи на луѓе во заедницата и доколку ја имаат вистинската поддршка од заедницата, од инвестицијските фондови, мислам дека навистина токму тука може да се создаде тој следен юникорн или следниот Facebook на глобално ниво. Христијан, ти имаше можности да учествуваш годинава? Да, ова беше одлична прилика за нашиот тим, и јас и мојот колега Даниел Кузмановски. И ова можам да кажам дека беше прва прилика каде што нас некој ни даде можност да се представиме со наша оригинална идеја, да не слушне, да не представи на бизнис светот што ние имаме да понудиме. И истовремено, освен тоа што не имавме можност да се изразиме, добивме огромна мотивација дека уствари ние сме, нашите идеи се ценети во бизнис светот. Само ни фалело тоа да некој не поврзе таа врска за да ние бидеме слушнати што имаме да понудиме на пазар. Така. Годинава и минатите години, меѓутоа годинава се чини најбројни беа оние познати имиња кои што се од светот на информатичките технологии. Ајде, од Google представници од Microsoft, Viber, Adobe и серија други кои што се познати во IT светот, меѓутоа можеби не толку генерално за јавноста. Колку ви значи вас, Христијан, тоа што имавте можност вашите идеи да ги презентирате пред луѓе кои што толку многу придонеле во светот на информатичките технологии? Прво ќе почнам од конференцијата која ја следевме како учесници. Беше нешто фасцинантно за нас, бидејќи прв пат имавме можност да во живо да присуствуваме на такви говори, какви што еве споредам сме слушале само на YouTube или на интернет, од такви луѓе од светски калибар, од Google, од Viber, од Microsoft. И следно, кога почнавме да развиваме нашата идеја, беше многу тоа добро чувство кога ти приоѓа некој како ментор од врвна IT компанија и те прашува што развивате вие, како неформален разговор, и му ја објаснуваш идејата и тој ти дава конструктивни критики и те мотивира да продолжиш. Тоа сваќаш дека уствари нештото вреди што пробуваме да го направиме. И секако убаво е кога некој те разбира. Така. Ајде, овде ги направиме една кратка пауза за реклами, да ве одморам од разговорот, а подосна ќе продолжиме со вториот дел. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Ви лепите, оне падају. Ви лепите, оне падају. Сада е томе дошао крај. Потражите савет Бекамент, доктора за плочице. Лајкови за ваше плочице су Ciprofix лајпак и Фугомал маса за фуговање. Ciprofix. Толико добро лепи да неćete moći da станете. Ciprofix и Beka Fugomал. Bekament. Доктори за плочице. О употреби се посаветујте со Бекамент и докторима за плочице. Прима Мебел ви представува Регал Фейс со медијапански фронт за 13.990 денари, а голдна гарнитура Арис за 21.990 денари и кујна Клара за 69.990 денари со гратис апарати. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салони во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. www.steeringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk
Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организм дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. Деветто одделенци, коледжот Јахја Кемал е вистинското место за подобри можности и светла иднина. Искористете ја можноста и бидете дел од Јахја Кемал. Побрзајте и пријавете се. Приемниот испит е на 24 април. Јас сум деца мало мечелино, нудам нешто природно и фино. Крушка, јаболко, банана, здраво обожје без мана, нови вкусни кашички за сите срекни малечки. Мојата прва лажичка со лино, вкусно е подготвено и фино. Срце полно радости, лино носи новости, лино, мојата прва лажичка. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. За прослава на малите мигови. Долчела, сладок допир на фантазијата. Пудинзите на Долчела, главна состојка на пролетните десерти. Ние сме 99%. Почитувани, еве назад во студиото на телевизија ТВМ, за оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% зборуваме на тема дали македонските стартап компании од IT секторот имаат иднина. На оваа тема разговараме со Јасна Тренгоска, коосновач на Кодфест, програмерскиот маратон, и Христијан Стојановски, кој што годинава ни беше и учесник токму на овај маратон. Кодфест го споменавме како еден од убавите позитивни примери како се им се дава можност на младите програмери, како Христијани, како многу помлади кои што знам дека има учество оваа година. Меѓутоа ги има многу. Ајде, можеби не толку во Македонија, ги има и во регионот. Во Македонија го имаме конкретно баш на темата на која разговараме, Скопје Стартап Уикенд. Настани на кои што оние компании кои што ги споменавме и кои што се вистински крем од информацијските технологии, пуштаат скаути, буквално како во спортот, да ги гледаат овие млади луѓе како работат, какви идеи имаат да понудат и потоа да ги ангажираат. Колку самиот факт што технологијата е на некој начин всушност некој начин на глобализација на нештата, колку ги прави достапни и колку им дава шанса за успех на нашите нови клинци? Мислам дека во голема мера тоа е многу важно, особено нели со оглед на тоа што информатичките технологии не познаваат граници, не се врзани за конкретна локална заедница или одреден регион, нормално нели во зависност од тоа за каква идеја или за каков продукт се работи, но самото тоа веднаш ги пласира на светскиот пазар на некој начин. Значи, што некоја апликација или некаков софтвер или некаков хардвер си го најде патот на App Store, на некаков маркет, на софтвери, со тоа автоматски се пласираат во конкуренција не само со македонските, не само со регионалните, туку со сите светски стартапи кои што во истиот момент се развиваат, што истовремено подразбира и со нивната конкуренција. Христијан? Јас би кажал исто дека интернетот, бидејќи не познава граници, истото да се надоврзам на Јасна, ако ние лансираме еден продукт таму, како апликација, само треба да го смениме јазикот македонски да биде за македонски пазар. Ако ставиме на англиски, го имаме глобалниот пазар пред нас. Ајде ќе споменеме неколку термини кои што се во насока на некаква помош на тие стартап компании.
од инкубатори, од акцелератори, од технолошки паркови, од бизнис ангели. Што од овие работи имаме во Македонија, што ни недостасува и на кој начин секој од нив придонесува на некој начин во помагање и поддршка на стартап компаниите? Теоретски земено во Македонија имаме се. Меѓутоа, колку на практично ниво имаме се, тоа е друго прашање, друга тема на разговор. Пак би рекла колку тие акцелератори, инкубатори, бизнис ангели и така натаму одговараат на потребите на пазарот во Македонија, односно на македонските стартапи. Мислам дека искрено кажано дел од нив се формираат поради одредена си профитабилност или промоција. Дел од нив навистина работат со стартапи успешно и произведуваат по неколку стартапи на годишно ниво, но тука е многу битно да се прилагоди програмата на сите тие инкубатори, акцелератори и така натаму на побарувачката на нашиот пазар. Доколку кај нас треба да се почне од малку поназад, да речем, со учење на бизнис модели, бизнис канвас и така натаму, тогаш токму тие први институции што се во прва линија каде што нашите стартапи одат, треба токму тоа да им го понудат. Не можат да очекуваат дека доколку превземат некоја програма странска акцелераторска, например, дека истата таа програма автоматски може без модификации да се имплементира во Македонија и да биде исто толку успешна како што била успешна во Западна Европа или во Америка. Така. Ајде, теоретски, бидејќи каже и самата дека многу тешко одат работите во пракса, што секој од овие институции, како да ги наречам, треба да придонесе? Што би требало да им понудат акцелераторите, што инкубаторите, што бизнис ангелите пак на стартап компаниите? Така. Обично се започнува од инкубацијата или од предакцелерација, што значи тука во таа фаза некој почетник стартап би требало да добие менторска поддршка, обуки, тренинзи, запознавање, значи проширување на мрежа контакти, запознавање со потенцијални понатамошни инвеститори или програми во кои што се ниво понапред, на кои што можат понатаму да продолжат. Следно, акцелераторите би требало да се тие кои што покрај по напредно ниво на менторска програма и поддршка би требало да им нудат и одреден вид на финансии. Дел од акцелераторите го прават тоа, меѓутоа не го прават сите во зависност од тоа каква програма нудат. Бизнис ангелите кај нас функционираат во одредена заедница на македонски бизнис ангели. Знам дека пред некое време, година и нешто, се заклучи првата инвестиција во македонски стартап од страна на бизнис ангели, тоа е стартапот Brainster од Скопје, кој моментално работи со таа инвестиција. Тежок е процесот, бирократскиот дел на нештата е доста голем и доста долг, со упорност и доколку се има волја од двете страни, нештата се случуваат на побрз или на побавен начин. Така. Ме гледаат некако поврзано сите тие елементи. Веројатно ниту еден не може без другиот или тој пак без претходниот. Зависи, во одредени случаи е така, но постојат и такви случаи каде што после период на инкубација автоматски стартапот е подготвен за seed investment, односно за првична инвестиција, па се прескокнуваат другите алки во синџирот. Така. Христијан, колку убаво звучи ова. Ми се чини дека можете уште од утре да излезете со вашиот производ и да си ги следите сите овие чекори, па не знам, за година дена да имате вистински продукт. Ова звучи идеално, како од утре да почнеме и стануваме Facebook за неколку месеци, но реалноста не е баш така, бидејќи ние како тим дознавме дека во Македонија имало инкубатори и акцелератори токму на овој Кодфест. А што кажува за фактот дека не е се така добро вмрежено и поврзано. Се случува ли јасна да странски инкубатори, посебно во соседните земји кои што и претходно кажавме дека се малку поразвиени од нас и малку понапред, да преземаат македонски стартап компании, македонски идеи и да ги однесат онаму каде што всушност токму тие сите овие претходни елементи кои што ги разговаравме би требало да ги однесат од тука. Да, се случува дефинитивно.
сме имале такви ситуации со тимови од Котвес кои што добиле поддршка од регионален акцелератор. Го имавме тоа и оваа година од Юнус Social Business акцелераторот кој функционира на ниво на Балкан. Друг пример од македонски стартап е Codewell или Марко со апликацијата Марко кој до неодамна работеше со холандски акцелератор. Значи успеа да влезат во една доста престижна за Европа холандска програма на акцелераторска и добија своја инвестиција, успеа да развијат свој продукт многу побрзо и многу полесно отколку што тоа ќе го направиа ако останеа во Македонија. Тоа ме води до следното прашање. Ајде, може би е малку неблагодарно вие некој друг или некој од тимовите да им делите совети. Затоа ајде малку одличен аспект. Ако ви пристапат луѓе, некои од овие големите, како Google, како Microsoft, како Facebook и ви кажат ни се допаѓа вашата идеја, сакаме да ја реализираме, да ја откупиме, значи таа идеја, нормално тоа секако ќе има бенефити за креаторите на идејата, сигурно ќе биде великодушна таа некоја понуда, а од друга страна да го имате моментот да ја отфрлите таа понуда и да речете не, ова е нашиот сон, она на кое што ние макотрпно сме работеле и сакаме сами да го истуркаме проектот до крај, па да видиме каде тоа ќе не донесе, па можеби ќе ве донесе до момент кога понудата од Facebook или од Google ќе биде двојно помала. Да, тоа е оној ризик на стартапите кои што се забележени од такви компании. Познавам еден стартап проект на личност баш од Охрид, која што одби инвестиција, односно откуп на идејата од страна на Microsoft. Тоа е амбициозен потфат, нели, да се одбие идеја, да се одбие понуда од Microsoft. Меѓутоа, од друга страна, зависи од тоа како тимот гледа и колку верува тимот во својата идеја или во својот продукт. Нормално дека ќе им е многу полесно доколку се одлучат да во ред ќе продадат идејата, така ќе биде превземена и вклучена во некаков поголем проект веројатно на некоја гигантска фирма, ќе добијат одреден износ на нели за возврат на таа идеја. Доколку тоа е тоа што тимот го сака, доколку генерираат идеи кои што ги доведуваат до некоја верзија, па потоа ги продаваат, значи постојат и такви стартап тимови, тоа е во ред. Меѓутоа, од друга страна, доколку тоа навистина се прави со таква пасија, доколку навистина на тимот му е сон да се бори до крај, мислам дека тоа е вистинското нешто што би требало да го направат. Можеби нели доколку некој како Google од една страна пројавил интерес за да откупат идеја од некој стартап тим, значи дека или навистина гледаат огромен потенцијал во таа идеја или ја гледаат како можеби некоја потенцијална конкуренција во некој сегмент од работата на Google, што самото за себе е доволно атрактивно. Знаеме како се заработува во Македонија, не само колку е тешко, туку и колкав е волуменот на тоа што се заработува, така да колку би било тешко, Кристијан, да се надмине тој јаз, да се одбие некоја таква великодушна понуда од IT гигантите и да кажете дека оваа идеја ќе ја истуркате сами до крај, ќе ја реализирате и ајде, ќе се надевате дека кога ќе ја дочека својата промоција вашиот производ, Google и Facebook ќе може само да ви позавидат на успехот. Во секој случај, тоа да се отфрли на таква понуда би бил еден премногу храбар потек, знаејќи кај нас дека е тешко да се дојде до работа, а тие ви нудат да ви ја финансираат идејата. Но од друга страна, се она што е храбар потек и колку е поголем ризикот, може да ви донесе многу повеќе за возврат. Така да, мислам дека треба да си многу амбициозен, но во таа амбициозност да си ги преиспитате дали е можда она што тие го нудат баш вистинското решение за да продолжиш понатаму. Или да бидеме храбри, да одиме сами и да не заглавиме во некој лавиринт, па потоа да ни биде мака за тоа што сме го пропуштили. Така. Или пак можеби да развиете продукт кој што ќе биде юникорн или еднорог, како што кажа Јасна, па можеби во иднина да го немате тоа чувство на
не знам, некакво зажалување што ете, можеби не сте биле поупорни во туркањето на идејата? Тука постои една разлика што ако прифатиме ние некоја инвестиција, дали таа или поддршка од нека голема компанија, дали ја прифаќаме таа поддршка како тотално да им ја отстапиме идејата и ние да работиме како обични програмери на таа идеја, вработени во таа компанија или вработени на проект, или ние склучиме некаков договор да тие ни помогнат да ја реализираме идејата, ама идејата пак остане во наша собственост како креатори, но тие се некои како помошници креатори или имаат удел во таа идеја. Мислам дека ова вторава варијанта е добар потек да се направи, ако стварно веруваме во нашава идеја. А за целосно да се остапи идејата, мислам дека тоа не е баш добар потек, бидејќи тоа што ставаме сме имале нешто гениално и се ставаме, го даваме на некој друг и ние му се подчинуваме пак како обичен вработен работиме на некоја наша оригинална идеја. Така. И веројатно и големи се шансите таа идеја да добие некој сосема друг правец. Да. Можеби не е толку негативен тренд тоа што некои големи компании како горе споменатите ги откупуваат идеите на новите клинци кои настапуваат на пазарот. Меѓутоа мора да се сложиме дека до известна мера можеби и си има и своја негативна страна, така да како би го спречиле тој аутсорсинг кој што се случува и на идеи, меѓутоа и на луѓе? Па како би го спречиле? Доколку понудиме нешто уникатно и вредно кај нас, мислам дека тој аутсорсинг самиот по себе ќе се намали како акција-реакција, нели, таков тип на процес. Имаме доста голем потенцијал и сме уникатно позиционирани конкретно ние во Македонија поради тоа што го привлекуваме интересот на многу потенцијални инвеститори, потенцијални гиганти кои што барем со оглед на тоа каква е ситуацијата сега во голема мера, доаѓаат кај нас да го црпат талентот, да го користат за развој на понатамошни нивни проекти и продукти. Меѓутоа, зошто ние тој потенцијал кој што сами го создаваме, да не го искористиме тука, да не направиме повратна инвестиција на тој потенцијал во нашата држава, да создадеме нешто уникатно кое што ќе ги привлече повторно странците да доаѓаат и да инвестираат, меѓутоа сопственоста над идеите, интелектуалната сопственост, како и позиционираноста на програмерите и на сите интелектуалци кои работат на тоа да остане во државата, да остане нивна гордост. Мислам дека доколку младите видат некој таков мотив кај нас, самите ќе сакаат да превземат нешто во врска со тоа и да останат во државата. Така. Ајде, си реков, Христијан, дека на крајот од емисијата некаде ќе ти дадам малку простор да ни кажеш малку нешто повеќе околу тимот Riders кој што го формирате заедно со твојот колега. Значи, колку време работите заедно, што беше продуктот кој што го изработивте на Codefest и, ајде, генерална оценка за тоа, како си поминавте на Codefest? Благодарам што ни даде можност да кажеме нашата идеја. Ние како тим Riders, јас и мојот колега Даниел Кузмановски, ја имавме оваа идеја подолго време, но Codefest беше местото каде што ние почнавме да работиме, да нешто направиме, да ја реализираме. Развивме апликација со уред кој комуницираат преку интернет и ви овозможува сите повеќето уреди, ајде да не речам сите во вашиот дом, да ги контролирате преку мобилен телефон или преку смартфон. Тоа што ние го правевме таму, а за искуството како Codefest беше феноменално во секој поглед, од поглед на тоа што работевме и условите кои ни беа пружени да работиме, мрежувањата и луѓето кои ги запознавме таму, добивме мотивација од тие што беа ментори или што многу успеале во IT секторот, а истовремено и направивме многу контакти со студенти и ентузијасти како нас, кои се трудат и сакаат да направат нешто, па во иднина може да соработуваме и да продолжиме заедно. Во секој случај ова е одличен настан што се случува кај нас и пак ќе напоменам за овие инкубатори и акселератори што постоеле кај нас, пак ние разбравме преку Codefest. Добивте и награда, не само мотивација. Да, добивме награда, добивме инкубатор од Сивус да не поддржуваат во нашава идеја.
да ја реализираме во некоја стартап компанија и да ја пласираме на пазарот. Добро. Сега доаѓа моментот кога ви се заблагодарувам за вашето денешно гостување. Ви посакувам навистина, тебе ти посакувам и на твојот колега успех во идејата која што ја имате. Нека сите македонски домаќинства барем за почеток ја користат таа апликација или барем оние домаќинки кои што се грижат дали го заборавиле шпоретот уклучен, веројатно ќе им се најде оваа апликација. Ќе може да си проверат. Така, ќе може да си проверат. Јас ти благодарам и тебе за учеството. В година ви посакувам уште поуспешен Коутфест од ова. Благодарам, се надевам. Навистина вложивме голем труд во Коутфест. Добро е што тоа беше забележано. Се надевам и дека нели петтиот роденден на Коутфест ќе помине во такво светло. Ви благодарам и на двецата. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема. Ќе се видиме веќе наредниот вторник, а до тогаш вие не ја менувајте програмата, останете со ТВ телевизија. Пријатно. Ние сме 99%.